Значително е намалена гужвата по шалтерите и институциите каде се издаваат основни документи. Извод од матична книга на родени, државјанство, извод на венчани и други. Граѓаните се научија се почесто да ги вадат по електронски пат. За 150% е пораснат бројот на трансакции на порталот услуги.gov.mk во 2025 година споредено со 2024. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски за Алфа вели дека институциите кои ги дигитализирале своите услуги веќе забележуваат значително намалување на редиците и гужвите. Можам да зборувам например за уверението за државјанство во МВР, за изводот од матична книга на родени, за потврдите за неосудуваност од судовите, секаде онаму каде што се воведени електронски услуги кои што се нудат на граѓаните првенствено сега веќе го избираат националниот портал за услуги и како повеќе од нив дознаваат, така тој повеќе се користи, а помалку нашите граѓани се обврзани да чекаат во ред или пак кај некои од овие услуги да треба неколку пати да доаѓаат во институциите за да подигнат некоја потврда или обичен документ. Навиките потешко се менуваат кај повозрасните граѓани и оние во руралните средини. За нив министерот најави отварање на центри за услуги на повеќе локации. Доаѓате, имате лична карта и нашите службеници ја завршуваат работата за вас, или пак ако сакате дополнителна информација која што не знаете како баш да го користите порталот, нашите вработени ќе ви помогнат во тој процес. Тоа е првиот елемент и вториот елемент на порталот имаме еден дел кој што се вика кол центар и во него работат наши посветени соработници низ во повеќе градови, кои што на македонски и на албански јазик ќе ви помогнат да завршите определена работа доколку едноставно не се снаоѓате во моментот да вадење документ. За позитивниот ефект од новиот дигитален систем потврдуваат и граѓаните. Велат дека чекањето по шалтери е губење на време, а електронското вадење изводи, потврди и уверенија значително им ја олеснува постапката. Сепак дел од нив сметаат дека системот е покомплициран за возрастните и предлагаат да се организираат обуки за услугите да бидат достапни за сите. Многу е важно затоа што немаме време никој нормално, така што ако тоа би било така автоматизирано, сигурно би заштедило време. Многу е важно, ако сте млад човек ќе можете, ако сте стар човек ќе најдете млад човек да ви ги извади, така да е важно. Да. Чекањето е голем проблем и треба се надмина. Подобро е онлайн наместо да чекаме во ред. Само треба да има претходна едукација, нели, на сите граѓани, чекор по чекор, затоа што има нели оние што се повозрастни, што не знаат многу да се снајдат. Така што подобро е да има некој вид едукација и потоа нели да можат сите тоа да го прават без разлика на возраста. Нешто што порано ви требало денови, сега ќе го направите за минути, така да ќе го искористите времето на нешто корисно. Све што крати време е корисно. Документите кои се издаваат онлайн се валидни во сите институции, а тие законски се должни да ги прифатат. Од Министерството апелираат институциите да продолжат со дигитализација на услугите, со цел граѓаните да добијат поквалитетни, навремени и транспарентни услуги во било кое време без можност за корупција.